Се јавив за реплика затоа што почитуваниот пратеник Фадил Зендели многу јасно во една реченица го опиша проблемот. Ние овде дебатираме за законот на Алијанса и рече дека Алијанса како составен дел од владата сигурно може да искористи и ЕУ знаменце и на брза трака, без можности да се блокира од било кој закон, може да го предложат нивниот закон и тука да немаме никакви проблеми. Законот генерално, точно се согласувам, почитувам колега, кога бориме за коцкањето, мораме да бидеме свесни дека работата ни е излезена од контрола. Значи, колку и да е тоа сериозен бизнис, за жал, во Македонија два закона, според мојот длабоко убедување, многу влијаат на состојбата во државата, особено на состојбата на граѓаните. Тоа е овој феномен на коцкање и вториот проблем е продавниците за пари. Значи, познавам многу луѓе што заглавија и по едниот или по другиот или по двата основа. Толку многу имаме казина, коцкарници во државата, што апсолутно веќе ни станува проблем. И ова мора да се регулира. Дали го бараме искрено решението, според мојот длабоко убедување не. Затоа што овој закон сега што го имаме на дневен ред, дури и тие што го напаѓаат, условно сето тоа изгледа на фарса, ќе помине и ќе си помине законот. За интерес на граѓаните, што носиме? Во наводници, добрата страна на овој закон требаше да биде коцкарниците да бидат 500 метри подалеку од училиштето. Меѓутоа, веќе видовме дека откако се разбуричка целата проблематика, нема тоа да биде воздушна линија, туку некоја линија како да стигнете до казиното. Значи, рестриктивна, не ограничувачка. И второто, што е најлошо, наместо да редуцираме или да реално се подобри нешто во целата приказка, се предлага нови типови на коцкање, онлайн коцкање и нови лиценци, зголемување на понудата во однос на ова, младите да можат да користат од телефон можност за коцкање. Тука е проблемот и тука е несериозноста на целиот овој проблем. Едноставно, граѓаните страдаат, позајмуваат пари, се коцкат и ја напуштаат државата, финансиско робство. Благодарам. Контрреплика Фадил Зендели.